Добар ден, велам уште еднаш од ова студиото за Аргумент Плюс на телевизија 24, како што ја најави во централниот дневник. Мој гостин денеска министерот за локална самоуправа Златко Перински. Перински, ти благодарам што прифати мојата покана да зборуваме за битни теми. Благодарам на можноста. Во најавата во централниот дневник спомнав дека ќе разговараме за измените на законот за меѓуопштинска соработка по Македонија. Зошто сега? Зошто на Македонија сега е потребни вакви измени? Па генерално законот за меѓуопштинска соработка е еден инструмент кој што им е ставен на располагање на општините за да се премости јазот помеѓу развиените и неразвиените, тоест помеѓу помалите и рурални општини со поголемите и урбани општини. На крајот на денот тоа е еден механизам кој што треба да им даде на помалите можност да испорачуваат идентичен квалитет на услуги како и поголемите. Еден механизам кој што од 2009 е веќе актуелен, но согласно сите анализи кои што ги имаме направено во рамките на моето министерство, Министерството за локална самоуправа, сите оние податоци кои што ги добивме, наистина се даде еден показател дека е дојдено времето овој механизам на меѓуопштинска соработка да се подобри и унапреди. 3Р или рамномерен регионален развој не дава резултат? Секако дека дава, тоа е друг закон и по тој друг закон се постапува согласно други програми. Што ќе биде различно, сакав да прашам од тоа, бидејќи нели повеќе треба да се развиваат по руралните средини. Значи, ајде најпластично да го објаснам законот за меѓуопштинска соработка. Суштината негова е да се овозможи што е можно поквалитетна услуга за многу помалце ресурси. Или да кажеме да се субституира недостатокот на, да речеме, можеби, административен капацитет во испорачување на некоја услуга, да се зголеми квалитетот на таа услуга, се со цел да се овозможи таа соработка, тоа вмрежување помеѓу поразвиените и понеразвиените општини, за да може по принципот на соработка да се испорачува идентичен квалитет на општинската услуга. Кој дел од законот ќе се менува или што недостасува сега во законската рамка? Она што го увидовме и она што се нотираше практично во сите анализи кои што досега ги имаме направено, како најголем недостиг во постојното законско решение е немање соодветна финансиска стимулација, би ја нарекол, за овозможување на посериозна и поопсежна меѓуопштинска соработка помеѓу локалните самоуправи. Исто во изминатото моментот на немање на соодветна евалуација од досегашните меѓуопштински соработки го превенира, да речеме, ја превенира можеби поголемата употреба на меѓуопштинската соработка. Немаме соодветни кост-бенефит анализи да знаеме во кој дел највеќе им е потребна меѓуопштинската соработка. Секако тука изостанува и моментот на меѓународна соработка, кој што во моментот нашите општини го немаат како опција и од прилика во тие насоки ќе делуваме и ќе интервенираме во постојното законско решение за да го модернизираме и за да на некој начин ја олесниме работата на градоначалниците. Поголемите да им помагаат на помалите. Ке можат, например, Скопје да помага на Пекчево? Зашто не? Чисто ради инфраструктурно зборуваме и логистички, или ќе бидат повеќе соседски општини? Во суштина, меѓуопштинската соработка би требало да биде регионално поставена. Оние општини кои што се, да речеме, на некоја попристојно растојание во дел на извршување на сопствените изворни надлежности. Во суштина, проблемите и предизвиците кои што подобрениот закон за меѓуопштинска соработка треба да ги субституира, највеќе се однесуваат во делот на инспекторските служби и логично е да поблиски општини исклучуваат таков тип на меѓуопштинска соработка. Како втори императив ни е ставен тука подобрувањето или управувањето со отпад и секако заштитата на животната средина и секако делот на дигитализација кај што може би и не е толку неопходна близината помеѓу општините. Каков е ставот за, го спомнавте за управувањето со отпад, каков е ставот сега на граѓаните, на водачите на локалните самоуправи за изградба на неколку депонии кои што ќе управуваат со отпад? Па тоа е еден проект кој што јас навистина сум поборник и сум убеден дека што е можно поскоро мислам дека да. Видете кај раководствата на општините, мислам дека никогаш не се ни
изгуби таа свест дека е потребно да се интервенира во подобрување на управувањето со отпад, заради тоа што сите сме сведоци на секојдневни примери кои што ги гледаме и кои што навистина не соодветствуваат да ги живееме во ова време во кое што ние живееме. Она што мислам дека се случуваше во изминатиот период е одредена политичка провокација, ајде би ја нарекол така, во насока на избегнување на оваа тема и она што исто така е императив, иако не е моја изворна надлежност, мислам дека треба да се работи на подигнување на свеста, затоа што кога ќе се спомне зборот депонија, помеѓу граѓаните има можеби погрешна слика им доаѓа пред очите современа и модерна депонија која што би требало регионално да надмине можеби стотици диви депонии е сосема друга слика. И практично тука оваа регионализација на депониите за да биде успешна е условена со соработка на принципот на меѓуопштинска соработка. Така. Ке има можност да финансира дел од проектите и централната власт во овие соработки? Тоа го споменав уште на почетокот. Нашата интенција е да се овозможи во годините што следат пред нас да имаме финансиска поддршка за овозможување на меѓуопштинска соработка, општините да бидат дополнително мотивирани. Видете, ние не можеме да очекуваме дека една мала рурална општина, при тоа имајќи идентични изворни надлежности како и најголемата урбана општина во Македонија, да има ист перформанс и капацитет да ги испорачува квалитетно услугите кои што ги нуди како големата урбана општина. Во таа насока подобрувањето и стимулацијата на поопсежна, би рекол, употреба на ова законско решение ќе ги надмине сите тие предизвици кои што ги имаат малите општини. Како може тука да се вметне на некој начин и администрацијата, како ќе се координира целата тој проект што би го имале двете општини? Имате замислено? Апсолутно да. Анализите кои што ги направивме во рамки на Министерството, дури одат до тој степен да во одредени сфери, а тоа се оние кои што предмалку ги споменав во делот на инспекцијските служби и во делот на управувањето со отпад, можеби ќе произлезе и да се воспостави и заложителна меѓуопштинска соработка, но се уште сме на почетокот процесот, ќе видиме како ќе заврши и секако во дел наш императив е да стимулираме така наречена заедничка администрација. Тоа не значи дека едно лице ќе работи во 2, 3, 5 или 7 општини. Заеднички проекти претпоставувам. Туку тоа ноу-хау на едно лице кое што го има во поголема и поразвиена општина може да се пренесе во рамки на некоја помала каде што има дополнителна потреба во делот на таа активност која што ја спроведува тоа лице. Генерално финансиската стимулација во моментот се градат повеќе параметри по која што би требало да се одвива, може да се работи, може да се стимулира по обем, може да се стимулира по број на граѓани, жители во рамки на општината, може да се стимулира по функција, по функционалност, така да ќе видиме во која насока. Имате замислено кои сектори би биле опфатени најмногу? Клучните сектори отпадот го спомнавте како овако. Клучните сектори согласно анализите се во делот на инспекцијските служби, во делот на управувањето со отпад и заштитната средина. Тие се најголем предизвик за помалите општини и тамо ќе се фокусира. Транспортно предпријатие, апсолутно да, две или три општини кои што би можело да ги обслужува граѓаните. Апсолутно да, но овие се двете иницијални кои што се најнеопходни во моментот и на кои што ќе се стави најголемиот акцент. Што ќе се случува доколку има градоначалници од различни политички партии? Тука ќе биде малку, да не кажам. Јас не би го гледал ова како политичко прашање. Секако тие работат во интерес на граѓаните, меѓутоа знаеме какви потези се служат политичари. Јас би го гледал од една призма на нивна успешност на градоначалниците, без разлика од која политичка провиненција доаѓаат, заради тоа што не може градоначалник да процени дека има успешен мандат ако не одговара согласно потребите на граѓаните. И на крајот на денот воспоставувањето на меѓуопштинска соработка без разлика на политичката припадност на градоначалникот може да му го олесни само неговото секојдневие во делот на испорачување на таа конкретна услуга и не велам дека нема да постои некаков можеби потенцијален политички инат, но мислам дека тоа ќе се надмине заради тоа што во нивен интерес. Од бирократија не може да бидат
доведени во ризик дополнително бирократија граѓаните? Не, апсолутно тоа е поентата, да се намали бирократијата за да се испорачува поголема и поквалитетна услуга кон граѓаните. Идејата е да се поедностават процедурите. Знаете како сега согласно принципот на децентрализација секоја општина има, да речеме, своји правила на игра, ајде да ги кажеме, во дел на креирање на документација и така натаму и така натаму. Тоа е нов сегмент кој што ќе го понудиме на општините, да направиме унифицирање на услугите за потоа во крајна фаза да можеме истите и да ги дигитализираме. Нешто слично како проекти требаше да барем според мене поголем зод да имаат од унгарскиот кредит проектите, некако затиша тој процес, кај компаниите веќе се поделија 250 милиони евра, докаде работата со општините 100 милиони беа за 2025 предвидени, со ребалансот се скратија 40, останаа 60, како е со парите за годинава, кои се информациите и докаде се реализациите? Од делот на сите го велат унгарскиот кредит, но ние првиот јаден повик го финансиравме во рамки на ребалансот на постојниот буџет. Квантумот на средства кои што во првиот јаден повик го ставивме на располагање на општините беше 6 милиарди денари, се извинувам, од кои се контрактираа некаде повеќе од 4,5 милиарди денари за финансирање на 288 проекти. Вториот јавен повик, кој што произлезе од унгарскиот заем, на општините им беа на располагање ставени 15 милиарди денари, од кои што се склучија договори за реализација на 828 проекти во висина од 13,8 милиарди денари. Јас не можам да кажам дека сум слушнал дека има некаков застој во реализацијата на проектите, затоа што и бројките го потврдуваат тоа. Некаде приближно 400 проекти од овие 1116 вкупно се веќе завршени. Нешто повеќе, се извинувам, нешто помалку од 400 проекти, околу 384-5 проекти се активно спроведуваат и реализираат на терен, и остатокот кој што е нешто помалку од 300 или се чека да се заврши некоја друга фаза па да се почне следната и така натака, меѓутоа се веќе контрактирани со склучени договори, така да немам информација дека некаде постои некаков застој во имплементација на тие проекти. Од колачот 250 милиони, колку е до денеска префрлено на општините? Зборите во дел на финансиска реализација, во моментот го немам тој податок, можам да го проверам заради тоа што финансиската имплементација на овие средства оди преку ресорните министерства, не оди преку Министерството за локална самоуправа. Принципот на распределба на средства е следен. Министерството за локална самоуправа распиша повик, општините пројавија интерес, истиот тој се евалуираше, нивните проектни документации се евалуираа во рамки на ресорите и потоа ресорните министерства, нели согласно областа на проектот, склучија договор со општините. Финансиската имплементација е по принципот на времена или завршна ситуација. Кога општините ќе приложат во рамки на ресорните министерства времена или завршна ситуација, ресорните министерства исплаќаат кон општините. Исто и тука нема никаков застој. Што е со ресурсниот центар? Што бенефит ме интересира ви до општините до тоа? Ресурсниот центар е една суштинска реформа која што ја поставуваме во рамки на пред се би рекол на локалниот развој. Доста најавувано, доста зборено за тоа. Што до сега видовме? Сега ќе ви кажам зашто. Во изминатиот период, кога збориме за проекти кои што се спроведуваат во рамки на одредени области кои што ги засегаат, да речеме, општините, ние увидовме дека тие проекти кои што се имплементираат од разли имплементаторски агенции, без разлика дали доаѓаат средствата од централен буџет, донаторски агенции, пријателски амбасади и така натака, ние констатиравме дека тие проекти немаат след на нешта и дека продуктите што тамо се развиваат не се институционализираат за да бидат трајни и да бидат користени во годините кои што ќе следат од страна секако на општините. Добре. Ресурсниот центар го замисливме како една контакт точка во која што ќе се судираат сите проблеми наталожени на општините и на општинските администрации и на градоначалниците со помошта и поддршката кој што ќе ја добиваат од страна на експертската јавност. Во таа насока, покрај тоа што низ ресурсниот центар гарантираме и канализираме дека донаторската помош ќе се слева и ќе биде
следствена и надополнета, секој проект со следен проект ќе се надополнува и ќе има континуитет, дополнително дека ќе одговара со стратешките определби на државата, на општините им е ставена на располагање и експертска помош. Ќе потсетам, до 15 декември, тоа беше првиот пресек кој што го направивме, објавивме јавен повик за експерти да се пријават во рамки на ресурсниот центар, согласно евалуацијата од 242 пријави, околу 170 експерти веќе им се ставени на располагање на локалните самоуправи во било кој момент по електронски пат да побараат помош и поддршка од сите изворни надлежности кои што ги имаат како обврска да ги испорачуваат. Тој голем интерес на експерти што се пријавиле. Апсолутно да, уште поголем е сега, заради тоа што првично го затворивме огласот на 15 декември за да направиме една прелиминарна евалуација, за да видиме дали ќе имаме експерти во сите области, бидејќи тоа е многу битно да ги пополните сите области. Вие ништо не добивате ако ви се пријават само 170 економисти, другите области повторно ќе ви останат празни. На моја огромна радост, во сите области ги пополнивме со потенцијални експерти. Минатата година склучивме договор со Универзитетот Кирил и Методи. Оваа недела склучив во делот на соработка за полнење на оваа база. Оваа недела склучивме со сите преостанати 6 државни универзитети и нивните ресурси овие универзитети ќе ги стават на располагање токму во оваа база на експерти. Сакам најпластично да кажам што значи ова. Доколку една општина има некаков предизвик, без разлика дали станува збор за услуга која што ја испорачува кон граѓанинот, или внатре административен предизвик кој што можеби нема знаење, нема услови да се надмине, може да се побара експерт. Физички ние го испорачуваме експертот во рамки на општината да работи заедно со општинската администрација. Која е суштината на ресурсниот центар? Јас може сум екстензивен во одговорот, меѓутоа навистина е многу битна работа да се спомне. За да залечите еден проблем, треба да ја видите суштината на проблемот. Се друго е крпење. Од една страна, се потрудивме интервентно да делуваме финансиски во дел на надминување на оние инфраструктурни проблеми со што финансиравме директно приближно 20 милиарди денари на општините. Од друга страна, за да ги направиме финансиски општините независни од страна на централниот буџет, во моментот спроведуваме една активност која што се вели ажурирање на бази на даночни обврзници за да можат поревносно да си ги собираат сопствените средства. И трета страна даваме експертска помош и поддршка за надминување на сите нивни предизвици во делот на спроведување на своите надлежни активности. Значи ова се многу битни три столба кои што суштински ќе ја подобрат состојбата во рамки и на најмалата општинска администрација. Ме интересира како се финансира ресурсниот центар? Ресурсниот центар, се извинувам, се финансира со средства од централниот буџет и со донаторски средства и дозволете ми да изразам благодарност за помошта и поддршката која што ја добиваме од швајцарската амбасада во рамки на Република Македонија, кои што се навистина пријатели и навистина фокусирани поготово во делот на помош и поддршка на локалниот и регионалниот развој. За какви хонорари или плати зборуваме за овие експерти што ги добиваат? Немаат експертите финансиски надоместок доколку не испорачаат услуга. Секогаш кога ќе испорачаат услуга, се плаќа практично по учинок. Се знае колкав е нивниот учинок? Има од и до согласно каква услуга испорачуваат. Во однос на стратегијата на владата за намалување на економските, инфраструктурните, социјалните разлики меѓу регионите, каква е во моментот таа стратегија? Повторно ќе кажам, нашиот предизвик беше да го согледаме проблемот, она што е акутното, кое што ги тишти општините, кое што го создава проблемот. Она што предмалку го спомена во делот на интервентната финансиска поддршка, во делот на воспоставување на финансиска независност или зголемување на финансиска независност и секако во зголемување на експертската помош и поддршка на дневна основа, тука драстично ќе го подобриме системот. Сега во моментот креираме и нова програма за одржлив локален развој и децентрализација, која што треба да почне да се спроведува од 27 година. Тоа е еден 5-годишен документ кој што ќе го даде правецот на развој на локалните самоуправи и кој што секако во суштина ќе биде и комплементарен со Европската повелба за локална самоуправа.
Она што ние го правиме за да ги намалиме разликите во рамки на регионите и на општините, во рамки на Министерството за локална самоуправа, секако спроведуваме и две програми преку кои што финансираме проекти. Тука е програмата за намалување на диспаритетите. Оваа година доделуваме некаде приближно 74-75 милиона евра, денари да бидам попрецизен, за реализација и имплементација на 32 проекти и нешто повеќе од 140 милиони денари на име на програма Рамномерен регионален развој за реализација на 56 проекти. Кој е механизмот за следење на распределбата на тие пари за регионален рамномерен развој? Како да знаат граѓаните дека ги добиваат парите што им следуваат во општините? Граѓаните не ги добиваат парите кои што им следуваат. Ги доаѓаат проектите кои што треба да се направат со тие пари, тоа сакам да кажам. Да, општините ги добиваат средствата. Како да граѓаните да бидат сигурни дека ќе го добијат тоа? Тоа можеме да го практикуваме на повеќе начини. Еве ќе ви кажам кој е единствениот за мене, кој што би бил најодржлив и најфер, би рекол, а тој е исто така и предложен веќе во оние измени на Законот за локална самоуправа. Тука представува, зборувам за инструментот форуми на заедници, каде што граѓаните, жителите на таа општина, на отворени средби дебати, наречени форуми на заедници, заедно со општинската администрација и градоначалникот треба да проценат кои проекти се оние приоритетни кои што би требало да бидат за финансирање. Тоа е на локално ниво. Во делот на регионалните проекти имаме софтвер кој што е наречен Сирера, во кој што внесуваат податоци сите 12 останати ресори во рамки на владата, кои што имаат програми кои што се однесуваат со импакт на регионалниот развој и врз основа на таа дигитална алатка ние точно знаеме каде, преку кој ресор и во кој обем е инвестирано или се распределени средства. Во делот на мониторингот и имплементацијата на тие средства, јас мислам дека ризикот од можеби некаква злоупотреба е навистина минимален. Министер, за финансиска независност од општините, мислам дека со децении се разговара и се уште сме многу далеку од тоа. Најголем проблем е собирањето на даноците во поголем дел од локалните самоуправи, не само вие и вашите претходници како министри велеа дека немаат многу ингеренции во однос на тоа како да им се наложи или како да им се помогне на општините. Кој е планот да ги застанеме општините на здрави носе, а да не бидат помагани од државниот буџет? Она што е императив за оваа влада е процесот на децентрализација да се спроведува и дури и да се продлабочува. Но, добро споменавте, за истиот тој да се продлабочува, треба пред се да има спремност во насока на знаење во рамки на општините и секако зголемена финансиска независност. Ако гледаме од аспект на надлежност, точно е, таа надлежност е оставена согласно процесот на децентрализација на општините. Но јас тргнувам од една друга побуда, затоа што не можам да се помирам дека во Македонија, и овој податок постојано го зборувам, дури Државниот завод за ревизија ќе излезе со податок во нивнава ревизија која што ја прави на финансиска успешност на општините, дека на годишна основа општините губат од 80 до 100 милиони евра со тоа што несоодветно го колектираат данокот на имот и комуналните такси. Што во моментот ние правиме преку ресурсниот центар? Обезбедуваме аналитика, кои се најголемите предизвици во рамки на општините. Тоа е извештај кој што очекувам да го добијам следната недела. Следниот чекор, иако немам изворна надлежност на ова, повторно кажувам, ќе иницирам во рамки на влада формирање на меѓусекторска група, која што ќе треба да ги увиди сите оние аномалии. Најверојатно можеби ќе треба да се менува и некаква легислатива, но мислам дека пред се совеста треба да не наведе дека нешто треба да смениме во овој момент. И ова не е казна за градоначалниците, ниту за општинската администрација. Во услови на модерно време на живење сметам дека како држава треба да направиме еден дигитален механизам кој што во одредено време од годината
софтверски ќе се издаваат даночни решенија кон За граѓаните. наплата? Апсолутно, и во тој случај ќе го намалиме субјективитетот и на градоначалникот и на општинската администрација, а при тоа ќе го зголемиме нивниот сопствен инкам, сопствен приход, кој што би требало да ја зголеми нивната финансиска независност. Како може да знаете кој градоначалник работи добро, кој не работи, иако не се ваши ингеренции да видите нели вие над градоначалниците, туку да има некаква поврзаност и со работка, меѓутоа ете како знаете или како може да оцените ако веќе треба да ги оценувате градоначалниците дали работат во интерес на граѓаните, а не на партијата. Суверенитетот и одговорноста на градоначалниците ја даваат секогаш граѓаните. Затоа имаме и непосредни локални избори. Она што ние можеме да го правиме од позициите кои што во моментот ги застапуваме на централно ниво на власт, можеме да дадеме помош и поддршка за да се надминуваат сите оние нивни секојдневни предизвици за спроведување, ајде да кажеме, на нивните програми. Јас тука можам слободно да констатирам дека Министерството за локална самоуправа и секако владата во ниту еден момент од овие изминати 2 години не покажа некаква, да речеме, поголема поддршка базирана на политичка припадност на градоначалникот, туку напротив, и тоа е доказ и во делот на реализацијата на програмата на диспаритет и равномерен регионален развој и секако преку првиот и вториот јавен повик, значи политичката припадност на градоначалникот за оваа влада воопшто не е битна заради тоа што пред се и над се интересот и потребите на граѓаните. Најавивте пред известен период дека ќе ги ажурирате податоците на базите на даночните обврзници за општините. До каде сме тоа? Тоа е тоа што пред малку го објаснив. Ние во моментот ја работиме аналитиката на предизвиците на општинско ниво, потоа следува формирање на меѓусекторска, меѓуресорна група која што ќе треба да ги увиди сите пречки, проблеми и да даде решенија за нивно надминување и потоа да влеземе во фаза на имплементација. Треба да се зајакне автономијата на општините. Како планирате да го направите тоа? Треба да се зајакне, тоа е што го зборувам и затоа оние 3 столба на кои што сме посветени се суштински реформи во подобрување на нивното функционирање. Повторно ќе кажам, процесот на децентрализација е навистина императив за оваа влада, затоа што ако сакаме да градиме силна држава, мораме да имаме силни општини. Но за да бидеме сигурни дека имаме функционална децентрализација, а не само децентрализација на хартија, тогаш треба да гарантираме дека општините имаат знаење и дека општините имаат финансиска независност. Дури јас сум и поборник процесот на децентрализација да влезе и во 3-та фаза, заради тоа што се уште има работи кои што треба да се децентрализираат. Но, за тоа да го направиме, треба да бидеме сосема сигурни дека процесот на децентрализација за овие услуги е завршен и е финансиски стабилен да се спроведува. Кој би бил тој чекор плюс? Во иднина. Па да речем, има многу услуги кои што може да се децентрализираат во иднина, но поентата е дека ние треба да гарантираме за се она што досега е децентрализирано. Да биде како што треба. Апсолутно. И сега, она што ние го правиме е посветено на 3 столба. Прво да ја помогнеме и подобриме инфраструктурата, потоа финансиски да ги направиме независни од страна на централниот буџет, трето да пренесеме ноу-хау, да имаме зголемување на квалитетот на знаењето на општинската администрација за да може да се испорачува и да се обработува квалитетна услуга. И тоа го правиме. Постојат планови за промена на моделот на финансирање на општините, воведување други даноци на локално ниво или нешто слично? Тоа е тема која што никогаш не запира, тоа е во делот на фискалната децентрализација и тоа е момент кој што ќе го опфатиме со ажурирањето на базите на даночни обврзници. За ние да менуваме модел на финансирање на општините, треба да имаме докажан параметар дека постоечкиот не функционира. Јас пред малку во оваа емисија споменав дека општините, сите општини кумулативно се зборам во рамки на Македонија, губат околу 80 до 100 милиони евра на годишна основа, што значи дека постојниот модел на финансирање, сега зборувам на финансирање од страна на сопствените извори
искористување на сопствените извори на финансирање не е во целост исцрпен. Ајде да најдеме механизам да го искористиме се тоа што сега е ставено на маса, да го подобриме, да ја подобриме функционалноста, би рекол, и имплементацијата на постојниот модел, а потоа ако увидиме дека навистина некаде има аномалии, зошто да не? Најмногу е виновна администрацијата за неискористеноста на овие пари или нешто друго е? Никој не е виновен. Може би има и недостатоци во постојната легислатива, може би има недостатоци во комуникацијата меѓу бидејќи тоа е сериозна сума на пари, така? Апсолутно, меѓу општините. Меѓу општините со некои институции од централно ниво на власт. Може би има и субјективен пристап од страна на општинската администрација и од страна на градоначалникот од типот на мене ќе издадам даночно решение, на комшијата нема да издадам и така натака и така натака. Затоа реков, поентата е сето ова да се од сето ова да се направи еден дигитален пакет кој што ќе го превенира тој субјективитет. Сега ме прашам едно прашање кое што е надвор од вашата ингеренција, меѓутоа е многу интересно за јавноста, се случуваше пред една недела ми се чини. Како е можно турска општина да објави тендер за осветлување на камениот мост во Скопје? Овој проект се најде на тендер кој беше ставен на Истанбулската општина Есенлер. Зошто го распишува турска општина тендерот за осветлување на камениот мост, а не град Скопје, например? Ова е прашање и за градоначалникот на Скопје, меѓутоа ете вие како ресорен министер. Како се најде од оние информации јас што ги имам, видено од медиумите, станува збор за донација. Ако не се лажам, се потпиша и меморандум за соработка за имплементација на меморандум или договор, не можам да со сигурност да потврдам, за имплементирање на ова. Предпоставувам дека во рамки на тој договор за донација се утврдени и правилата како истата ќе се спроведе. Турска општина ќе се бира кој ќе одбира компанија која што ќе го осветлува камени? Предпоставувам, немам доволно информации во дел да дополнително давам некакви изјави, затоа што на крај на денот Министерството за локална самоуправа навистина нема никакви ингеренции во овој дел, но предпоставувам... Интересен момент не беше кога се подготвував за емисија, па го видов ова како момент дека општина од странство организира тендер за во Скопје, ми дојде некако чудно. Предпоставувам дека во рамки на тој договор за донација се уредени правилата на спроведување на донација и тоа е исходот. Сакам да ве прашам каква ви е соработката со Орце Ѓоргиевски. Вие бевте споменуван пред една година како можен кандидат за градоначалник, сега вие останавте на министерската функција, Орце дојде градоначалник. Соработката со сите градоначалници ми е исклучително добра. Идејата е да најдеме начини како да си помогнеме еден на друг и тоа навистина успешно го правиме и спроведуваме, не само со Орце, туку со сите градоначалници, како што реков, како и досега, така и одсега ќе бидам на располагање за сите нивни, ајде да кажеме, предизвици на дневна основа, се со цел да направиме и реализираме што е можно повеќе проекти во интерес на граѓаните. Повторно ќе кажам, мојата обврска како министер е министер за сите градоначалници, за сите граѓани и во таа насока немаме никаква не ги разрушите потреба. Односите? Апсолутно не, таму работа. Добро се спомнува за јуни, и политика за крај, реконструкција на владата, ќе биде поголема, помала, тоа ќе знаеме на крајот на јуни некаде. Се чувствувате комотен на министерското место? Или? Па, јас со председателот Мицковски би рекол соработувам повеќе од 12 години, може би и на дневна основа. Знам каков аналитички пристап има во делот на определување и на кадри. Ве чувствува за близок? Ве чувствува за близок до него? Не ми беше во таа насока. Сакав да кажам дека доколку се случи таа реконструкција, предпоставувам дека ќе биде најдоброто нешто кое што ќе се понуди, имајќи во предвид неговиот аналитички пристап, неговото ценење на перформанси на поединци и така натака. Јас немам его во политиката апсолутно, ниту до сега, ниту па од сега, ниту па се врзувам за функцијата која што извршувам или која што сум ги извршувал. Битно ми е да сум ставен на располагање
на сите граѓани, битно ми е да го дадам максимумот и тоа го правам, и битно ми е да ги поместуваме работите системски, да ги подобруваме во насока на олеснување на градоначалничката, би рекол, работа. Јас сум убеден дека тоа го правиме и на крај на денот тоа што ќе биде како аутпут предложено од премиерот Мицкоски, тоа и ќе се случи. Се разговара на владините седници за предвремени избори? Не. Владините седници се седници на кои што се решаваат проблеми. Бидејќи премиерот рече избори многу брзо би имало, а пак опозицијскиот лидер Филипче вели кога и да бидат ќе ги победиме. Во ред, еве кога и да бидат ќе го видиме аутпутот од тие избори. Сакам да потенцирам дека на владините седници навистина има работна атмосфера на која што сите министри се посветени во делот на реализација и имплементација на програмата. Во дел на предвремени избори тоа се политички теми кои што се дискутираат на друго ниво. Најверојатно опозицијскиот лидер можеби нема последниве 3 години видено апдейт на анкетите и претпоставувам дека таа е можеби претешка изјава во овој момент која што е дадена. Па видете, ако одите по некој мерит систем, јас не го гледам, не ја гледам можноста како СДСМ би бил победник на престојните парламентарни избори, без разлика дали ќе бидат редовни или предвремени, но тоа е нивна внатрепартиска работа, нека си ја решаваат, ние си го работиме она за кој што сме изгласани од граѓаните. Министр, ви благодарам на времето. Ви благодарам на можноста. Почитувани, се надам дека и денеска го задржа вашето внимание и ви благодарам на довербата со која што не следевте. Останете со програмата на Телевизија 24. Од мене пријатно.